буџетот за 2014 година вкупно има поднесено 684 амандмани, од кои што 316 се од Социјалдемократскиот сојуз, од партијата на господинот Руфи Османи има 178 амандмани, од новата Социјалдемократска партија има поднесено 7, од партијата за Европска иднина 33 и од Демократската партија на албанците има поднесено 150 амандмани. Социјалдемократскиот сојуз има поднесено, како што кажав, 316 амандмани. Амандманите третираат локални и регионални прашања во најголем дел од местата од каде што доаѓаат колегите пратеници и кои што согласно интересите на граѓаните на нивно барење ги имаат преточено во амандмани. Дел од општите амандмани кои што се поднесени од целата пратеничка група се однесуваат на барањата за обезбедување на парични средства за стечајните работници, за обезбедување на парични средства за државна пензија, за зголемување на средствата за поттикнување на вработувањата, за дел од средствата, дел од амандманите се однесуваат за обезбедување средства за компаниите да можат полесно да ги исполнат еколошките стандарди и да вградат филтри согласно законскиот рок и на тој начин да се заштитат граѓаните на Република Македонија од загадување, и другиот дел од амандманите се однесува исто така на прашања кои третираат области од социјалната сфера. Утре на Комисијата за финансирање и буџет во 11 часот започнува расправата за буџетот за 2014 година. Очекувам расправата да биде конструктивна, аргументирана, со факти, динамична и да ги соочиме фактите, власта и опозицијата, кои какви идеи има околу намерата на трошењето на парите на граѓаните на Република Македонија. Ние ќе се обидеме како опозиција со наши предлози, со наши аргументи, со наши факти, со наши бројки, да докажеме дека имаме поправилен, порационален, поекономичен, подомакински и за граѓаните подобар начин на трошење на парите од буџетот за 2014 година. Јас ќе се обидам со една проста математика и ова е, почитувани новинари, теорија, меѓутоа која што е многу реална и базирана на постојните деловнички одредби. Значи има поднесено 684 амандмани. Секој пратеник кој што поднел амандман има право, согласно деловникот кој што е усвоен во февруар, без присуство на опозицијата, да зборува најмногу по амандман 10 минути. Ако секој пратеник го искористи своето право, зборувам само подносителот на амандманот, за да се разгледаат сите амандмани на комисијата, ќе бидат потребни 6840 минути. Ако комисијата работи 12 часа на денот, во денот, 10 часа ефективно, тоа се 600 минути. И ако поделите 6840 со 600, ќе дојдете до бројката дека само амандманите да се разгледаат, согласно деловничката можност од 10 минутно зборување, ќе бидат потребни 12 дена. Значи, зборувам за теоретска можност, а тука не ја вклучувам ниту општата расправа. Сега во пракса може да се случи пратениците сите да не зборуваат 10 минути по амандманот. Може да се случи за некој амандман да има и повеќе дебат. Меѓутоа, сакам да докажам дека теоретски, и тоа не е никакво прејудицирање, тоа е фактичка состојба согласно деловникот кој што ова парламентарно мнозинство го изгласа во февруар. И само да ги почитуваме тие одредби и секој пратеник да си го брани својот амандман, потребни се повеќе од 11-12 дена за да помине амандманската расправа. И тука јасно зборува дека никој нема намера и не е добро тоа сега да се дефокусира јавноста со повторно градење на некоја стратегија дека нешто ексклузивно ќе се случува или ќе се случуваат непријатни работи на приносење на буџетот, туку ние укажуваме на
проблемите кои што можат да се јават од практично работење со стрикно почитување на одредбите од деловникот. А секој обид за дефокусирање и создавање атмосфера за некаков божемен конфликт или обструирање на буџетот само служат за да не се влезе во реална дебата за буџет. И затоа сакам ова најчисто да биде пренесено, да нема забуни. Тоа е деловникот кој што е изгласан во февруар без присуство на опозицијата. Сега, ако некој мисли и овие деловнички права да ги скрати на пратеници кои што ги изгласали без опозицијата, тогаш веќе имаме нова квалитативна ситуација.